Унапредување на меѓуетничката кохезија со инклузија на сите етнички заедници во институциите на системот и држава интегрирана во евроатлантските структури ќе бидат вашите две политички цели кои ќе ги промовирате на предизборната кампања. Имате ли предвидено начини како тоа ќе го спроведете? Граѓаните ќе бараат појаснување на трибините. Јас стварно мислам дека тоа се двата столба на кои оваа држава може да почива и мора да почива, да се подпира, инаку нема да видиме прогрес. Еве, последнава дебата што беше во делот на првиот столб, да го наречам условно, законот за јазици. Тоа е последното нормативно парче од рамковниот договор. Имавме закон за јазици 2008 во истата сфера, 2011 и сега правиме комплетна, уште поголема екстензија на тој амандман 5 од рамковниот договор што произлегува, за да на нашите сограѓани албанци им дадеме уште повеќе права во она што го предвидува рамковниот договор и уставот. А ако тоа не го направиме, ќе има известно незадоволство нека политичките субјекти на албанците. Туку кај обичниот албанец дека неговите права кои се запишани во уставот од рамковниот договор што доаѓаат не се реализирани во целост. Зашто да имаме на толку голема етничка заедница која ќе биде незадоволна? Зашто тоа не го направиме и постигнеме поголема инклузивност во системот? Например, се зборуваме за албанците, со што се зголемува, како велиме интеретничката или внатрешната кохезија на државата. Че тоа е во тој дел. Второ, не можам да видам, и не само јас, него никој не може да види како бившите социјалистички држави без инклузија, без влегување во Европска унија и НАТО можат економски да просперираат. Значи, првиот столб е Македонија да биде внатре, колку е можно сплотена, таа меѓуетничка оска минимум, и не само македонци и албанци. Има и така наречени други кои ние често ги запоставуваме. Тие се околу 10% по оној стар попис. Че една голема групација наши граѓани се на маргините, бидејќи тоа не пишува ништо, за нив не пишува ништо во рамковниот договор. Јас мислам и тие, и тоа како можат, као добар кадрски потенцијал, да помогнат водењето напред на државата. А државата не може да напредува само ако користи автономни ресурси. Ова што имаме тука, ќе сме мали, со таква традиција, со такво обкружување, ресурсите и човечки и други, не зборам за природни богатства, се лимитирани. Ние мораме да се подпреме и на надворешни фондови, а особено на стандарди кои Европската унија ги практикува долги години. Знаете како? Има јасна и чиста спрега. Поголема демократија, поголем економски напредок. Поголема интегрираност во глобалното општество, подобри резултати внатре. Значи, изолирани, тргнати на страна, вие сте блокирани и за вас никој не води сметка. Сами не можат да се развиват ни американците, ни јапонците. А камоли Македонија со овој потенцијал и со ова местоположба, па ако сакате и со ова една прилично лоша историја до сега на Балканскиот полуостров. Веќе го спомнавте пописот, што мислите, потребен ли е да се направи, неопходен ли е сега да се направи пописот? Јас не мислам дека е неопходен од аспектот на оние кои го бараат гласно, некои од политичарите. Значи тоа е една по мене небулозна теза, да видиме дали албанците, тоа е тезата, дали албанците се стварно 20% и дали им припаѓаат сите права, ако не се 20, што им ги имаме зацртано, тие велат дадено според рамковниот договор. Има прашање на една трибина скоро, дали ако албанците утре на пописот, некој иден попис, бидат под 20%, дали треба да им ги земеме правата. Ја им реков дека во демократија само се додаваат правата за сите, не се одземаат правата за сите. Ти како држава од додавање на права, од давање повеќе права на групации граѓани кои живеат во твојата држава, нашата држава, можеш само да профитираш. Со одземање на права кои претходно сте ги имале, создава само конфликтност, само кавги, само расправи. Тоа не оди напред. Така што прво јас не мислам дека албанците се под 20%. Исто како што знам дека македонците не се 64% според оној попис што го имавме на времето. Значи, за жал, сите етнички заедници се многу помалку од тоа што е преброено во 2002 година. Пописот не можеше да биде порано, инаку да знаете, мислам дека македонската јавност го знае тоа. Владата донесе одлука во првите месеци од доаѓањето на власт, уште во 2017 година, дека пописот ќе биде во првата половина од 2020. Зошто толку доцна? Затоа што првите 2 години беа предвидени за широки експертски консултации со луѓе од надвор, за да го направиме најдобриот модел и да го примениме за да добиеме најдобри резултати. Пописот, според мене, не е битен толку за етничките права, бидејќи тие се тука, можеме само да ги унапредуваме, нема што да се зема тука, тама работа во 21 век, да земаме некои права, кои сме ние да даваме и па да земаме права. Меѓутоа, исклучително е значајно да имаме вистинска бројка на луѓе кои живеат овде, за правилно да ги димензионираме. Здравствените политики, образовните политики. Каква политика ќе водите со соседните
еквидистанца. Склучен е договор со Грција, со Бугарија, на остануваат, да речеме, отворени прашања со Србија. Какви ќе бидат односите со Косово и Албанија? Еквидистанцата е надминат концепт. Во раните 90-ти тоа може би било нужно заради некои историски рецидиви, па имаме во тоа време 4, денес имаме 5 соседи, па дали секој од нив нема некакви амбиции кон нас. Може би, не велам со сигурност, бидејќи не сум бил дел од тие политички процеси, може би било оправдано во тој период. Меѓутоа, мислам дека освен форсирање на добрососедство, ние немаме друг ќар од било кој друг концепт. Ова што го направи владата предводена од Заев, договорот со Бугарија и договорот со Грција особено, кој практично отстрани две големи пречки на патот кон ЕУ и НАТО, е единствениот пат по кој треба да се оди. Сите заложби, сите други така наречени алтернативни концепти, дека ние ќе го поништиме Преспанскиот договор, или главниот опозиционен кандидат вели нема бендисовани договорот со Бугарија, тоа е во истиот момент, не само што има блокада, него создава заблуда кај домашната јавност, дека вие може да направите наводно подобар договор, а дека овој сегашниот со двете држави, сегашниве договори, се наводно толку катастрофални за македонците и за државата, што тоа е само што не се случила катастрофа во таа смисла. Значи, освен ова не гледам друг пат. Објективно, зборувајќи за 5 соседи, Македонија нема ни едно крупно отворено политичко прашање. Со Србија прашањето на црквите, меѓутоа во секуларни држави тоа не е политичко прашање, така што и со Србија ние немаме отворено прашање, да речеш кој го попречува нашиот билатерален развој. Најчесто ви забележуваат за изјавите дадени за промената на уставното име на државата. Што ќе им кажете на граѓаните за јазикот на кој говорат македонците кои живеат во северниот дел на Грција? Како ќе ги спречите младите да се иселуваат од државата? Ќе говорите ли за тоа прашање како едно од посимптоматичните за огромен дел од граѓаните? Да, јас веќе говорам за иселувањето како голем проблем. Да почнем од последното прашање, имате 3, и мислам дека не постои варијанта подобра од ова, да се интегрираме во пошироките интеграции, за и младите да имат поголеми шанси. Со изолација, ние можеме само на младите да им кажеме, овде немате шанси, овде нема перспектива, да си бегате. Гледате, во 10 години на Груевски и на неговата влада, статистичките проценки, немаме точни бројки, меѓутоа проценките и на Заводот за статистика во тоа време, во нивно време, кажуваат дека во тие 10 години имаме најголемо иселување во историја на независна Македонија. Значи, ниво 90-тите, кога блеснеа војни околу нас, немаше толку луѓе, особено млади луѓе, кои ја напуштаат државата, гледајќи дека тука нема да добијат шанса. Јас не велам дека тие трендови може да се запрат. Нема држава од која не се иселуваат луѓето. Меѓутоа, битно е да имате избор. Дали вие овде имате шанса за работа, или може би и работите, а сакате уште повеќе да заработите и да направите кариера за себе и за фамилијата, да живеете уште подобро, да имате повисок стандард, и за тоа бирате да одите надвор. Или, втората варијанта, во време на тоа ВМРО ДПМН, во кој вие просперирате само ако сте член на таа партија, или сте близок до таа фамилија на власт, сите други не постоеа. Значи, многу е битно дали сте натерани да ја напуштите државата, или вие во државата имате шанса да заработите, не знам, 700 евра или 500 евра, видите, меѓутоа тоа ми е малку, мислам дека можам повеќе, и самите носите одлука да се сетите. Не затоа што сте член на некоја, да кажам, условно погрешна политичка опција, како што беше ситуацијата. Во делот на консензусот, како велите, секој пат и пред 5 години во кампањата велев дека ни е неопходен државен консензус. Значи, сите крупни политички, особено парламентарни структури, фракции да се обединат околу една позиција, бидејќи Грција имаше со години црвена линија, ние немавме црвена линија, не фамилиарна, не индивидуална на еден човек, на премиер, не партиска и не владина, по можност широка, државна, црвена линија на Македонија, како што имаат грците. И во 2014 почнува кампањата. Мене еден од вашите колеги ме прашува кој е вашиот став, ја го кажам овој став и ми вели што мислите за тоа што во моментот почната кампањата за 14 изборите претставителски и парламентарни, тие одат во тој период на преговори кај Нимиц. Значи велам ја во изборен период не се отвара, не се става асфалт на локална уличка, чешма не се отвара, а не да се оди на преговори без да прашате никого од опозицијата. И да ја потсетам на една историски срамна изјава на тогашниот премиер, кој 2010-11 го прашуваат зошто воопшто не ја каните опозицијата тогашна да направите, да се обидете за консензус. Вели, со кого да преговарам? Со Црвенковски? Па тоа исто како да преговарате со некој грк. Што е изјава на Никола Груевски. Ние не сме биле повикувани воопшто. Оваа влада на чело со Зоран Заев во неколку наврати ги повикуваше
и во два наврата имаше лидерски средби и со Иванов и со Мицковски, со лидерот на опозицијата. За жал, тие не сакаат да учествуваат понатаму во тој процес. Знаете дека минатата година референдумот имено за името го одседаат дома. Така што вие ваше е да повикате на консенсус. Нивно е дали ќе прифатат. И навистина беше срамно политичко однесување на 30 септември да ги повикаш своите луѓе и членови да седат дома, наместо да бидат против, ако не ве бенисува договор. Така што политичката намера на двата главни блока во државата е јасен. Во тоа време тие си тераа своја политика, нас не третираа дека не ферма дека постоиме воопшто. Сега ние ги повикуваме и доправа ќе ги повикуваме, ако добијам довербата после 5 мај и бидам председател на државата, моја задача ќе биде, јас имам еден од моите проекти во програмата, тоа е и стои, да направам еден вид на форум надпартиски на кој ќе се разговараат најбитните, најстратешките прашања за државата, се разбира со учество и на стручната јавност, но задолжително со учество и на најголемите опозициони партии. Да ви должам одговор за јазикот. Значи немаме никаква дилема. Ако си македонец, го зборуваш македонскиот јазик, сосема небитно кај живееш. Дали во Грција, дали во Америка, дали во Канада, дали тука, во Република Северна Македонија. Македонски јазик не зборуваат други националности, други етникуми во светот. Само македонците. Грците зборуваат грчки јазик. Така што немаме никаква дилема. Дали праксата во Грција навистина го имплементира тоа, што ви го кажувам сега, тоа е политика внатрешна на таа држава и таму нашите што живеат ќе си ги бараат своите права, уште полесно ако Македонија биде членка еден ден, наскоро се надевам на Европската унија. Но македонскиот јазик е потврден, влезен е во номенклатурата на Обединетите нации, во личната карта на нашата држава стои македонски јазик и нема ни фуснота во личната карта на Обединетите нации. Македонски јазик и македонски јазик зборуваат само македонците. Постои категорија така наречена грчки македонци, што се нарекуваат, меѓутоа тие не зборуваат македонски јазик. Да повторам, да нема дилеми. Македонците било каде да живеат во светот, од Австралија до Канада и во нашава земја, зборуваат македонски јазик. Јас сум македонец, зборувам и англиски јазик, меѓутоа мој мајчин јазик е македонскиот. Рековте дека главниот политички опонент, вашиот против кандидат, се залагаат за поништување на Преспанскиот, а дури и на Рамковиот договор. Возможно ли е тоа да се изведе или станува збор само за изборна риторика? Треба да го прашате мојот против кандидат, ја не знам. Мене ми се чини дека тоа е предизборна риторика. Можеби господјата Силјановска верува во тоа. Навистина дека е возможно, јас ви тврдам дека е тоа практично неизводливо. Знаете зашто неизводливо? Не затоа што ова е толку лош договор, па ние ќе се собереме, сега ќе направиме подобар договор. Тоа на страна. Него за да влезете во промена на ова што е сега договорено, значи да го поништите тој договор, не би треба само волја на вас тука во Скопје, на нас овде. Договорот има и друга страна, од Атина, и договорот има меѓународен гарант. На договорот е потпишан Метју Нимиц како специјален пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации. Значи има и меѓународен гарант. Вие морате да ги убедите меѓународните гаранти дека е неопходно да стартувате нови преговори за името и се разбира, во Атина зависи кој ќе биде на власт, да им кажете на таа влада да ја кажете, елате се на преговарачка маса, ова било лошо, ние ќе направиме подобро. Ако тие не се согласат, и ако вие првите меѓународниот фактор не се согласат, вие можете само дома во Скопје или ние овде да си правиме мувет меѓу себе, нема да можете да ги обновите преговорите. Значи договор како и за било што, и внатре овде во државата, мора да има минимум две страни. Имаме две договорни страни и меѓународен гарант. А ако тие мислат дека со тим на меѓународни експерти ќе направат толку јаки аргументи да ќе убедат петте членки на Советот за безбедност и владата во Атина, а ако биде некоја друга влада може да биде само порадикална за нас, тогаш пеќе ја им пружам рака и ако успеат да направат подобар договор, се разбира дека ќе го прифатам и со две раце ќе го потпишам. Ама се плашам дека тоа е фрлање прашина во очи на обичниот македонски гласач, бидејќи тоа прво е невозможно заради ситуациите кои се на меѓународен план и во Атина, кои се и ќе бидат, и ви уверувам дека и досега ова што беше направено, тоа не беше каприц на еден човек или на два човека, Димитров и Заев, седнали и така им текнал подпишат, па се што им подтуриле грците се подпишале. Цели тимови работеа со месеци и меѓународни експерти помагаа, и домашни експерти помагаа, и во тој момент со потврда и на најголемите држави во светот беше постигнат овој компромис, со кој ја тврдам 100% е заштитен идентитетскиот комплекс на македонската нација. 100%. Што друго? А во делот на нашиот дел од компромисот е додадена само географска детерминанта. Кој дел од Македонија? Северниот. Ништо повеќе од тоа. Господин Гитаровски,
каква кампања ќе водите? До сега се покажа дека сте мета на провокации, напади, па чести дискредитации. Ќе одговорите како професор, како интелектуалец, или како политичар и кандидат кој по секоја цена со спуштање на нивото на говорење треба да ги добие овие избори? Јас бев и 2014, само тогаш тоа не беше толку присутно во медиумите, кој беа под тотална блокада, објективно кажано. Ја бев и тогаш предмет на Балкана кампања. Сега се согласувам со социјалните мрежи кои се незадржливи, живееме во сфера, во ера на дигитални технологии и интернет, дека тоа само уште повеќе е проширено. Се разбира, ниту можам, ниту сакам да влијам на тоа што оди како Валкана или подземна кампања. Јас само се надевам дека моите против кандидати, формалните, кои се во Трка Река и Силјановска, ќе го почитуваат. Тој е основен кодекс кој го потпишавме пред неколку дена, дека кампањата ќе биде на едно високо ниво, со кој ќе им покажеме на граѓаните дека со кој ќе промовираме, ја се надам, нова политичка култура во дебатирањето за најважните прашања од надлежност на претставителот на државата. Нема да се спуштаме на напади ад хоминем, нема да се навредуваме. И во тоа сум речиси прилично сигурен дека така ќе биде, бидејќи го знам животниот и професионален пат и на двајцата. Ги знам отпорано, ме знаат тие мене. Мислам дека не ни доликува и тоа нема да се случува да се спуштиме на приземно ниво и да се навредуваме на уличарски начин, така да кажам, но се разбира никој не може од нас да гарантира затоа што се може да се случува по тие социјални мрежи. Ова ви е втора председателска кандидатура. Претходно изгубивте трка од Ѓорѓе Иванов. Зошто повторно прифативте да бидете, како што рековте, не консензуален, туку заеднички кандидат? Што се смени во меѓувреме и сега мислите дека ќе ја добиете доверба? Во меѓувреме се смени демократскиот амбиент комплетно. Ние бевме заробена држава во тој период, не по моја или ваша констатација, туку според Европската комисија, според Брисел, ние бевме заробена држава од неколку мина. Тоа го знаат сите. Ниту имавме рамноправен пристап кон медиумите, ниту државните ресурси беа злоупотребувани за партиски кампањи и така натаму. Значи, главната причина е што сега во демократски амбиент очекувам луѓево да имаат право да си ја кажат својата волја за еден, друг или трет кандидат, а тие тогаш тоа го нема. Значи да во една реченица, во 2014 јас не изгубив, туку луѓето беа натерани да гласаат за еден кандидат наспроти друг и тој изборен инженеринг е, гледате во неколку предмети веќе третирано специјалното јавно обвинителство. Неколку луѓе се под закана за високи затворски казни за она што го правеа. Нема да заборавите дека 2014 на тие избори имавме двојни избори, имавме и парламентарни избори, кога малку се подослободи амбиентот меѓу граѓаните, кога можеа послободно да кажат за кого се. Тоа го видовме 2016, а особено локалните 2017, кога до тогашниот режим беше тотално поразен и кога тогашната опозиција доби практично околу 60 градоначалнички места, што не се случило никогаш, че луѓето го имаат тој став и 2014, само не им беше дозволено да го покажат. Искрено постои разочараност што може да се види кај граѓаните и од власта и од опозицијата. Можно ли кандидатот на албанската опозиција Река да го повтори резултатот на Селмани? Мислам дека за господинот Река ќе се определат оние кои сепак мислат дека етничката компонента на кандидатите е примарна, сето останато е секундарно. Мислам дека ќе биде тоа така. Значи не мислам дека незадоволството од владеачката структура која постои, се разбира, дека може да се трансферира во глас за господинот Река. Ако ве разбрав добро. Или од опозицијата исто, не само... Можно е. Да се реферирам на првото што иде директно кон структурата која мене ме поддржува. Јас не тврдам дека јас бев еден од носителите на листа во 2016 на тие избори, во прва изборна единица. И јас ветував тоа што ветував. Тоа е запишано, тоа нема бегање. Јас како еден од носителите не велам дека ние 100% исполнивме се што ветивме. Јас сум дел од тој тим. И дури јас бев единствениот кој победи од сите 6 изборни единици тука во централно Скопје. И јас имам забелешки за тоа што е досега направено. И јас мислам дека во некои сегменти можеше подобро. И јас мислам дека некои кадровски решенија не беа добри. Можеме да зборуваме за степенот на незадоволство, меѓутоа апсолутно се согласувам со перцепцијата на дел од граѓаните дека владеачката коалиција не испорача се што вети 2016. Тоа го имаат кажано и клучните министри, начело со премиерот. Исто така, нека звучи како оправдување, меѓутоа тоа е факт според мене. Во оваа година и пол две наназад, ова владеачка коалиција навистина се соочи со зафати, со решавање на најголемите проблеми на оваа земја, кои 30 години наназад никој не ги решава. И ве убедувам, бидејќи знам од внатре, дека огромна е политичка енергија и многу време се потроши на договорот со Грција, на закон со јазици, договорот со Бугарија. Значи практично
најголеми уставните промени кои траја со месеци и месеци, тоа беше мачен, тежок, болен, пон со компромиси политички процес и навистина многу малку време остана за да се посвети човек на економско-социјалната сфера која беше и останала најважниот предизвик за сите наши граѓани. Беше големо очекување. Граѓаните тоа Беше, се согласувам. Ова што го кажува Заев во последните своји настапи, од кога ги завршивме тие процеси, дека ова ќе биде првата економска, исклучиво економска година и првите економски индикатори по завршување на тие процеси кои ги имаме пред очи, покажуваат навистина дека целиот фокус на владата оди кон тоа и првите резултати се прилично охрабрувачки на тој план. Денеска, например, имаме по прв пат историска посета на еден грчки премиер на нашата земја и мислам дека тоа не е толку битно од аспект на тоа што е прва, туку од аспект на тоа што доаѓаат близу 200 грчки компании, меѓу кои се најголемите, кои прават профит од милијарди долари на годишно ниво, кои имаат интерес за инвестиции тука. А ако имаат интерес странските инвеститори за ова, да ја наречам, нова македонска реалност, мислам дека и домашните инвеститори ќе најдат есап. Сакам да кажам дека постепено се менува парадигмата во главите наши и кај оние кои придонесуваат во економски план и кај оние кои го формираат политичкиот амбиент во кој тоа треба да се случи, дека беше што беше, ги затворивме тие прашања, не можеме да се правдаме се дека некој не блокира, дека некој не изолира, дека некој не става сопки на патот кон Европа. Сега го имаме тој амбиент, дајте да покажеме што знаеме, ако не, на следните избори граѓаните ќе си го кажат својот избор. Има ли според вас втор круг председателски избори? Да, скоро сигурно, бидејќи праговите кои се поставени за евентуална победа во првиот круг се нереално високи. Зошто нереално? Затоа што сите знаеме каква е состојбата со гласачкиот список. Над 400.000 луѓе според некои проценки се иселени, се на списокот, а не гласаат ниту во диаспората. Имаме одвај нешто над 1.800 граѓани, значи нешто по 2.000 луѓе кои се пријавија да гласаат во диаспората и навистина тоа практично создава една ситуација која не може да ја мечирате како ќе направите вие излед 900.000, треба нешто околу 900 да добие еден кандидат, што е невозможно во првиот круг со ваква состојба на избирачкиот список. За да победи некој во први круг треба 50+1 да ги освои гласовите, значи не е битна излезноста, а во вториот круг е веќе сосема реално, се стигнат 723.000 излезност. Повторувам, под услов главната опозициона партија да не го повтори своето однесување од референдумот минатата година. Би смениле ли нешто во врска со гласањето на диаспората? Јас мислам дека тука треба да се размислува за промени, бидејќи има простор за промени. Мислам дека треба, нашата диаспора е многу раштркана, а нашата дипломатска и конзуларна мрежа не е толку широка да ги покрие. Замислете, например, во една Австралија имате, да речеме, на едно место се гласа, и ако сте вие во Перт, вам треба 5 сата лет да дојдете и за први и за втори круг, таму кај што се организира гласањето. Може би треба, многу држави има по пошта, некои држави, Естонија, например, во Европа, организира гласање и преку интернет со сите можни заштити, се разбира. Мислам да, затоа што диаспората треба да се вклучи и треба да се овозможи на практичен начин, без трошоци тоа да го направи. Доколку овој пат ја добиете довербата, дали ќе барате поголеми надлежности за институцијата председател? Каква би била вашата соработка со владата и со собранието? Нивен коректив ќе балансирате или само ќе амнестирате и ќе доделувате ордени и благодарници? Јас немам намера да барам повеќе на надлежности за председателот. Мислам дека во целината на нашиот политички систем тие се добро поставени. Не барам повеќе, но жестоко ќе се спротивставам на евентуални обиди да се намалат тие надлежности. Мислам дека улогата на председател со некакви минимални корекции, меѓутоа генерално е добро поставена и е, ако си способен, ако имаш визија, ако имаш образ или ако си човек со интегритет, ако знаеш што треба да направиш за државата, мислам дека имаш добра позиција да ја и контролираш владата и да се бориш за интересите на граѓаните. Во овој дел, дали ја само ќе ја минувам што ќе прави оваа или некоја следна влада или ќе критикувам, или само ќе критикувам како што прави досегашниот така наречен председател, мислам дека мене ми е таа ситуација дополнително засилена со тоа што јас сум не партиски кандидат, јас сум поддржан од 31 политичка партија и од 32.000 граѓански потписи и над 60 пратенички потписи, но јас не сум член на политичка партија и моето досегашно политичко делување покажува дека сум знаел да ја задржам својата независност и интегритет како човек, не само како политичар, така што очекувајте, ако бидам избран, било да е ова влада, било да е некоја следна влада, независно дали ќе има кохабитација во таа политичка смисла, јас ќе бидам тој што сум бил и до сега, и ако нешто не е во интерес, закон кој не е во интерес на граѓаните, не може да помине, ќе го вратам сигурно назад.
Речиси целиот ваш професионален работен век е во областа на безбедност. Што прво ќе превземете како врховен командант на армијата? Се согласувате ли со направените измени во однос на надлежностите и ингеренциите на председателот за безбедносните служби? Со оглед на тоа дека со новиот предлог закон за националното координативно тело за време на јавните расправи беше констатирано дека му се дава преголема моќ на премиерот во таа насока, околу разузнавачко-безбедносните. Да, има тука два дела, армискиот и овој разузнавачко-безбедносниот. Во армискиот дел мислам дека работите одат добро во изминативе 2 години. Армијата беше комплетно запоставена во 10 години на владите на Груевски. Може да верувате, значи последниот буџет пред Груевски да дојде на власт за армијата беше околу 120 милиони евра, да не ве замарам со проценти, околу 120 милиони евра, последниот пред да напушти беше 55-54 милиони евра прилика, значи околу 2,5 пати помалку, и армијата буквално дојде на питачки стап. Сега ние се обврзавме, јас кога ги водев преговорите со НАТО, морам за тоа и да се обврзам, дека во следните 5 години постепено ќе окреваме тој процент, секоја година за 0,2 од БНП, за да дојдеме до 2% од БНП одвојување за одбраната и за армијата, и ние тоа веќе го правиме во оваа прва година, веќе тоа е направено. Значи повеќе ресурси, повеќе пари за армијата, не само затоа што тоа НАТО го бара, туку затоа што нам ни треба таква институција. Значи мислам дека тука сме на вистинскиот пат. И ја ќе се залагам тоа темпо да се задржи во следните неколку години, бидејќи тоа е неопходно. Вие не може да имате само армија на хартија, да кажете имаме не знам колку војници и старешини, а ако тие немаат основна опрема и средства за живот, ако сакате да дадат максимум, тоа се имаме армија од професионалци, не се регрути, тие мора да дадат максимум на своето работно место. Ако не им дадете, направите услови да го дадат тој максимум, вие имате армија на хартија, немате де факто армија која треба да си ја врши својата улога според уставот. Во разузнавачко-безбедносниот комплекс јас ги видов тие работни текстови, за среќа тие не се усвоени, мислам дека нема да бидат усвоени, бидејќи парламентот престана да работи додека не завршат председателските избори, и се разбира доколку бидам избран, имам намера од првиот ден да се вклучам во дотерување на тој текст, бидејќи таму постојат неколку верзии, во една од верзиите се, точно е тоа што говорите, се форсира улогата на премиерот наспроти улогата на председателот, и мислам дека тука има работа за идниот председател. Се разбира ако не мисли да аминува само тоа што премиерот му го кажал, ја не сум од тие, и мислам дека председателот треба да задржи значаен дел од надлежностите кои сега ги има, и преку таа така наречена координација на тој разузнавачко-безбедносен комплекс не сме да биде донесен во подредена ситуација. Во мојот не е планиран ниту во тој совет што во мојата политичка програма во еден дел го насловив како врховен комендант на армијата и на националната безбедност. Значи не мислам дека треба да биде само врховен комендант на вооружените сили, туку и во овој дел треба да има примарна улога. Така ќе се дуплираат совет за национална безбедност на председателот и друг совет за безбедност на ова национално координација. За координација, да. За координација. Каде што веќе воопшто не е споменат ниту како член председател. Да. Значи во тој дел. Се согласувам, значи прво не треба да има дуплирање на телата, иако Советот за безбедност е консултативно тело на председателот, нема големи ингеренции, има јак состав, но нема големи ингеренции. Но се согласувам дека тука треба да се чувствува присуството на председателот и на неговите политики, бидејќи тоа е сфера во која тој и по устав е значаен чинител. Колку земјава е безбедна држава во однос на современите облици на тероризам, екстремен екстремизам? Сето тоа во насока на последното предупредување од МВР пред определено време за можен терористички напад од страна на Исламска држава. Јас не ги знам сите податоци, се разбира, јас сум координатор за НАТО, до сега бев координатор за НАТО и дело тоа знам, дело тоа, да. Кога излезе дека ќе станеме 30-та членка на НАТО, дојде предупредувањето за вако? Можно е, значи не ги имам сите тие сознанија, можно е да станува збори за оној феномен што го слушаме последните месеци и години на лажни вести, некој да има намера нешто да направи, а да нема намера реално тоа да го направи. Генерално, ја можам да зборам за генералните трендови, мислам дека по добивањето на покана за НАТО, ланското лето, мислам дека безбедносните трендови почна да одат кон смирување во однос на Македонија. Интересот на некои големи сили малку се намали, затоа што практично е известно дека ќе станеме членки на НАТО, или до крајот на годинава, или првите месеци на 2020. После уставните промени тоа е практично повеќе од јасно. Речи си да не гледам начин како тој процес може да се врати назад или да се поништи,
И од тој аспект мислам дека тоа делуваше стабилизирачки на ситуацијата во и околу Македонија. Тоа што ќе бидеме, што сме известна, скоро известна членка на НАТО. Во делот на безбедносните закани ние имаме некои други проблеми во тој дел, што се слични со останатите кои ги имаат регионални држави, кои ги имаат. Тука пред се мислам на овие што се повратници од блискоисточните боишта. Имаме ние не знам точна бројка, над 100 наши државјани секако кои војуваат таму, па се враќаат, па преминуваат преку други држави и ние сами за себе не можеме тоа да го следиме, немаме ресурси тоа да го следиме баш секаде на светот каде тие одат све за обуки и за учество во војни действија, но затоа е добро што де факто сме членка на НАТО и од таму веќе добиваме корисни информации од нашите партнери и другите членки на алијансата и тоа може само да ни го зацврсти тоа чувство и сознание дека Македонија направи добра работа со тоа што влезе во алијансата. Овие нови, така наречени нови закани, ги викаат сајбер закани или не знам, лажни закани тероризам или насилен екстремизам или екстремизам со верски предзнаци. И тука не сме различни од регионот во кој живееме, па и од светот ако сакате. Меѓутоа многу подобро е кога тие закани ги решавате колективно заедно со сите други, а знаете дека во НАТО се 29 најмоćни држави на светот, не само во армиска и во разузнавачка и безбедносна смисла, и во економска и така што размената на информации тамо и заедничкиот кризен менеджмент може само да ни помогне да превенираме такви опасности ако до нив дојде. Сега да ве прашам, добивте ли одговор од МВР кој тоа ве следеше? Не до овој момент и јас мислам дека најдобро е од позиција на кандидат за председател, па особено во изборен период, да не го коментирам тоа прашање, да не се свати дека сега вршаме некако политички притисок врз нив до понеделник или до вторник или до следната среда да ми одговорат. Се надевам дека тие таму си знаат својата работа и професионално ќе го иструкаат целиот процес до крај. Благодарам. Hvala.